Добар ден, драги ученици, и добродојдовте во денешната ученица. Јас сум одделенски наставник Катерина Андонова од Основното училиште Страшо Пинчев во Карвинци. Денес заедно со вас ќе реализираме еден час по македонски јазик. За денешниот час ќе обработиме наставната содржина поим за збор и животните имаат име. Во учебникот на страна 14 по македонски јазик од авторите Билјана Кратолица, Милка Тринчевска и Сања Трајковска се наоѓа оваа содржина. Целите на денешниот час се: вие да се оспособите да го усвоите поимот за збор како дел од реченицата, да знаете дека животните имаат имиња кои се општи за сите животни, да го збогатувате својот речник со нови зборови. Сега најпрв ќе играме една игра која се вика на буква. Сигурно сите вие ја знаете и сте ја играле, и бидејќи од прво одделение веќе ги препознавате буквите, може да започнеме со играта. Значи, на дадената буква ќе кажуваме зборови. Например, на буквата А. Кои зборови би можеле да ги кажеме што започнуваат на буквата А? Може да биде автомобил, авион или пак автобус. Да видиме која е следна буква. Да видиме на буквите Ј и Ш. Што мислите? Што почнува на Ј и на Ш? На Ј би можеле да кажеме јаболко или пак јагода. Додека на буквата Ш мене ми текна на штрк. А да видиме на буквата Дз, па да, тоа е звонче. Звонче кога означува првиот училишен час. Од ова може да заклучиме и да научиме дека за секоја од буквите кажавме збор. Со помош на буквите, гласовите, создаваме зборови со кои ги именуваме предметите околу нас или се она што нас ги обкружува. Зборовите се дел од една реченица. За да искажеме некоја мисла, ние користиме зборови, а повеќе зборови прават реченица. Заклучок да донесеме, зборот може да биде име за предмети, луѓе, растенија, животни и се она што е околу нас. Со помош на зборовите ние се изразуваме, кажуваме што сакаме или пак она што го мислиме. Сега да видиме една вежба во која што ќе составиме реченици по дадени слики и ќе видиме дека зборот е составен дел од реченицата. Еве една слика. Што гледате на сликата? Гледаме птица, гледаме гранка и гледаме ноти. Па можеме да претпоставиме дека таа пее. Според оваа слика можеме да составиме реченица, значи од мислите кои што ни надојдоа. Пример, реченицата може да биде птицата пее и употребивме два збора. Понатаму може да биде птицата пее на гранката, значи кажуваме и каде стои птицата кога пее. Употребивме 4 зборчиња. Или пак можеме да употребиме и повеќе зборови или да го промениме местото на зборовите да добиеме уште една реченица. Например, на гранката стои птица и пее, употребивме 6 зборчиња. Хајде да видиме друга слика. Гледаме на девојче, на момче, че ова се две дечиња и меѓу нив има топка. Која реченица би ја составиле? Децата играат со топка. Овде на оваа слика гледаме природа и сонце. Па реченицата би можела да биде надвор грее сонце. Употребивме 3 зборови. На следнава слика гледате момаче и млеко пред него. Што мислите, каква реченица би можеле да измислиме? Мачето пие млеко. Така, право. Денес, заедно со вас, ќе откриеме ние и ќе научиме дека и животните имаат име.
Сега јас подготвив едни слики и заедно ќе ги погледнеме сликите и ќе го откриеме изборот кој се крие под секоја слика и кој ќе ни го даде и името на животното. Па да започнеме. Значи, од ова ќе видиме дека и животните имаат име. Ова е едно маче и еве го веднаш зборот под сликата. На ова слика гледаме едно мало прасе. На следната слика гледаме магаре, го откриваме изборот. Овде гледаме неколку коњи. Еве го изборчето за коњи. На оваа слика гледаме пета. Еве го зборот. Понатаму, ова се кокошки. А ова, може би некој од вас не знаат што е, да откриам дека ова е мисирка. Да продолжиме. На оваа слика гледате две шапки. Ова се две гуски. Ова е крава. Еве го зборот. Ова е овца. Еве го зборчето под сликата. Ова се кози. И на оваа слика гледаме уште едно животно кое го многу сакаме сите, тоа е куче. Кој е заедничкото име за овие животни? Што мислите? Така е, домашни животни. Зошто се нарекуваат домашни животни? Затоа што ги одгледуваат луѓето во своите дворови во посебни живеалишта. Што забележавте под секоја слика? За секој животно беше напишан зборот со неговото име. Сега ќе погледнеме слики од животни кои ние не ги чуваме дома, што значи не се домашни животни. Ова, например, сигурно знаете, е слон. А ова се кенгури. На оваа слика гледаме жирафи. Еве го изборчето. Овде гледаме еден мајмун. А ова е кралот на животните или лав. Ова е тигар. Да видиме некои други животни. Да, еве го, ова е крокодил. Потоа имаме носорог. Имаме зебра, која што наликува на домашното животно магаре. Ова е камила, карактеристична по своите две грбки. Ова се мечки. Еве уште една мечка. Ова е бела мечка, која што живее на северниот пол, каде што е студено. Ова е исто така поинаква мечка, која што се нарекува панда. Ова е едно животно кој што се вика срна. Потоа имаме елен. Имаме берберичка. Желки, кој што може да ги сретнеме почесто. Ова е за разлика од домашното животно прасе или свиња, ова е диво прасе или дива свиња. Има лисица, волк, кој што наликува на кучето, но тоа е многу поопасно животно. И ова е едно зајаче. Овие животни живеат претежно во шума и се шумски животни. Значи, какви се животните што ги видовме на сликите? Да, тие се диви и последните беа шумски животни. Каде можеме овие животни да ги видиме кај нас? Бидејќи тие живеат во друга животна средина, кај нас некои од нив можеме да ги видиме во зоолошка градина, сместени во посебни кафези, затоа што можат да бидат и многу опасни. Што научивме денес заедно ние? Научивме што е збор и дека со зборот именуваме се околу нас.
Научивме дека зборот е дел од реченицата. Научивме дека животните имаат име, тоа име го запишуваме со збор. За ваша домашна работа денес ќе имате во учебникот по македонски јазик на страна 14, таму имате слики од по неколку домашни и диви животни. Ваша задача ќе биде вие да ги именувате животните од сликите, да кажете за секој животно дали е домашно или диво животно и да кажете усно по нешто што знаете за секој од животните. Омиленото животно нацртајте си го во тетратката, кој може нека напише и како се вика тоа животно. Ви посакувам успешна работа, до гледање до следното видување.